Делегација предводена од председателот Ѓорги Иванов во Ватикан има аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква, неговата светост папата Франциск, а ке оствари средба и со државниот секретар на Светиот престол кардиналот Пиетро Паролин. Во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, Иванов вчера ја посети базиликата Свети Климент во Рим, каде положи венец на гробот на Свети Кирил. Ниту една од реките, освен Струмица кај Сушево и покрај врнежите што ја зафатија Македонија, нема водостој над просекот за мај. Дури, како што покажуваат денешните хидролошки мерења, нивото на Сатеска кај Ботун е драстично пониско и изнесува 8 см за разлика од мајскиот просек кој е 38 см. Од утре до 14 јуни ќе се реализираат екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија во 2017 година, за која се пријавени вкупно 16.426 кандидати. Првичните резултати од тестовите треба да бидат објавени најдоцна до 14 јули, односно еден месец по последниот екстерен испит. Францускиот председател Емануел Макрон цврсто ќе ги брани ставовите на Франција за време на посетата на Париз в понеделник на рускиот председател Владимир Путин, изјави портпаролот на француската влада. Тој исклучи секаква можност да биде манифестирана благонаклоност кон рускиот председател кој ќе биде примен во комплексот Версај покрај Париз. Според досегашната истрага на грчките власти, зад нападот врз поранешниот премиер Лукас Пападимос, најверојатно стои терористичката организација Заговор на огнените јадра. Од 2008 година оваа група веќе има изведено над 300 напади, со што се вбројува во најновата генерација грчки терористи.